Производите на млекарата Јока од Струмица достапни за граѓаните во Полошкиот регион. Тетовци од неодамна можат да уживаат во јогуртот, ајранот, киселото млеко, сирењето и млекото произведени во млекарата Јока. Во сите маркети достапни се пробиотскиот јогурт и пробиотското кисело млеко, кои го зајакнуваат имунитетот, го регулираат варењето на храната, ја збогатуваат цревната флора и оневозможуваат репродукција на штетни бактерии. Млекарата Јока започна со работа на 29 април 1993 година, така што во овие 21 година успешно постоење и работење стана препознатлив бренд не само во Струмичкиот регион, туку и пошироко. Незината успешна приказна започнува во првите години од осамостојувањето на нашата земја, кога младиот и амбициозен струмичанец Љупчо Јовановски ги ковал своите планови за остварување на својата визија, да создаде производствен капацитет кој ќе продуцира здраво млеко и млечни производи со безпрекорен квалитет. На почетокот, адаптираните 25 метри квадратни од семејната куќа на Јовановски и минималните технички технолошки услови за производство сепак биле доволни да почнат да излегуваат првите количини јогурт и кисело млеко. Квалитетот на производите со надписот Јока бил пресуден истите да го најдат најкусиот пат од пазарот до трпезите на струмичани. Со текот на годините се наметнувала потребата за осовременување на производството и негово зголемување, во согласност со барањата на потрошувачите. Па така во 2003 година, на денот кога млекарата го прослави 10 годишниот јубилеј од своето постоење и работа, во индустријската зона Север во Струмица Јока отвори нов, голем и современ производствен капацитет, со модерна технолошка линија и со ангажман на нови стручни луѓе задолжени за растот на квалитетот и производствениот асортиман. Јока беше една од првите компании од ваков вид во Македонија, која во своето производство го имплементираше ХАСАП системот за безбедна храна. Минатата година млекарата Јока со 4 своји производи зеде учество на 90-тиот меѓународен новосадски саем. Во конкуренција на млекари од целиот Балкан, сите производи на Јока се закитија со злато. Традиционалните производи јогуртот и киселото млеко со знакот на Јока добија златни медали, а пробиотскиот јогурт Јовита и пробиотското кисело млеко Јовита беа вреднувани уште повисоко, добивајќи големи златни медали. На тој начин 20 годишниот јубилеј на Јока беше заверен со златен беч. Од истражувањата кои беа направени и со кои располагавме во млекара Јока, бевме свесни за квалитетот со кој располагаат производите на млекара Јока. Од таа страна се наметна потребата тој квалитет негде да можеме да го провериме и да го верифицираме. Прилика беше на Осадскиот сајам кој е со долгогодишна традиција и искуство и каде решивме со нашите производи, пробиотските јогурти и стандардните јогурти и кисело млеко да ги ставиме на оценување пред жири на Новосадскиот сајам, составено од меѓународни експерти во областа на лекарството. Не се двоумевме да се плашиме од некакви разочарувачки резултати. Ги доставивме потребните мостри и по извршената оценка од страна на жирито бевме информирани официјално дека нашите пробиотски јогурти и кисело млеко имаат усвоено 98 поени, со што добивме награда голем златен медал, додека стандардните јогурти и кисело млеко имавме усвоено негде околу 89 поени. Наградите се доказ пред нашите потрошувачи дека производите на Јока се со врвен квалитет. Бидејќи сме фокусирани на самите потрошувачи да им понудиме квалитетни производи, ќе продолжиме и понатаму по таа линија, бидејќи доколку не се потрошувачите, не би постоеле и ние како млекара Јока. Млекарата Јока го продолжува својот успешен пат, докажувајќи дека успехот е триумф на упорноста, но и нешто повеќе од тоа. Вербата во себе, љубовта кон работењето и почита кон потрошувачите носат поголем ветер за движење во добра насока. Идејата и визијата се уште траат и ќе траат додека трае Јока.